Благодарам. Почитуван председавач, почитувана колешка Затуровска. Вршка со вашето излагање од третата точка на дневниот ред од конститутивната седница за Комисијата за прашање на изборите и именувањата на председател, заменик председател, членови и нивни заменици, сакам да ве надополнам во вашето излагање. Се сложувам дека во вашето излагање дека имаме голема одговорност, бидејќи граѓаните и целокупната македонска јавност со внимание секојдневно следат што се случува тука. Овие денови сме сведоци дека дебатата што ја започнавме тука во собранието и тоа како е корисна и ќе доведе до решавање на многу дилеми. Откако на почетокот на дебатата јавно ни беше презентирана платформата од нашите колеги од албанскиот политички блок со напомена дека без нејзина целосна имплементација нема да ја поддржат СДСМ да формира влада, полека, но сигурно и незините креатори од надвор, како и од внатре, почнаа да ретерираат во нивните ставови. Најпрво дека нема платформа, дека тоа е декларација, па потоа дека не е составена во Тирана, дека е составена во Скопје, па дека само не било советувано и сугерирано како да ја надминеме кризата во нашата држава. Почитувана колешке, ве прашувам, пошто сте и ви од Струга, како се спроведува Охридскиот рамковен договор кај вас во Струга? Како што кажавте, и вие, и дебатата околу формирањето на оваа комисија има клучна улога во смисла на разјаснување на сите дилеми кои што во моментов преовладуваат меѓу граѓаните. Јас ви давам јасна и недвосмислена подкрепа по вашиот став дека доколку се владееме од принципот за правата и волјата на граѓаните, да излеземе на избори и да видиме дали македонските граѓани ќе дадат поддршка на оваа платформа, која што на непринципиелен начин некои политички субјекти сакаат да им ја наметнат на граѓаните. Во право сте, народот е тој што одлучува. Пред нас е една голема политичка криза, криза која што во многу сегменти е наметната од надвор, криза која што може да се реши само низ конструктивна дебата. Дебата која што ќе доведе до конструктивни решенија и меѓусебен сенароден консензус по сите национални прашања, а се со цел враќање на стабилноста на Македонија. Почитувани колеги од СДСМ, ве прашувам, дали во таа платформа која што сте ја прифатиле има содржано како да се подобри животот на малцинствата во општините каде што се градоначалници од друга етничка заедница, како во Тетово, во Струга, во Гостивар, во Кичево. Затоа, за да не ја разнебитите државата, еве прифатете понудата од ВМРО-ДПМН. Поддршка од 51 пратеник, формирајте влада која што толку многу ја сакате, за да се зачуваме унитарна Македонија.